Густа лисна маса, но мали главички, појава на црни дамки на листовите. Ова се дел од последиците кои се јавуваат кај пролетната зелка, откако живата во термометарот се искачи повисоко. Експертите велат дека зелката како ладнолюбиво растение може да развие повеќе болести. Високите температури кои што владеат во овој период доста се неблагопријатни за зелката, затоа што да ве потсетам, почитувани производители, зелката спаѓа во групата на ладнолюбливи растенија, каде што оптимална температура за нејзин раст, формирање на глава, изнесува од 15 до 17 степени Целзусови, односно на веќе на 30 степени Целзусови плюс 30 степени Целзусови, престанува растението да се развива и доаѓа до одредени температурни шокови. Според Ивановски, градинарите треба да преземат повеќе активности за да го заштитат родот. Затоа мој совет, моја препорака е широко да ги отворите пластениците, да не оставате никакви прегради, да не се плашите, затоа што еве сведоци сме дека веќе и утринските температури се над нулата, а зелката во оваа фаза може да издржи и до минус 7 степени Целзусови. Значи не постојат опасност, значи поголема опасност имат од високите температури, а исто така треба да внимавате да навреме да извршите и наводнување на самите растенија. Затоа што докажано е дека во оваа фаза на развој на растението, вие, особено при висока температура, ги оставите малку посуви растенијата, може да дојде до формирање на убава лисна маса, но многу ситни главички. Инаку откупот на пролетната зелка почна пред половина месец. Дневно се откупуваат по 100 тони, кои завршуваат на пазарите на поранешна Југославија. Деновиве просечната откупна цена изнесува околу 33 денари.